Денес на лице место беше и директорот на јавното предпријатие за државни патишта Коце Трајановски. Овој пат ќе го рехабилитираме во должина од околу 3,4 километри. Вредноста согласно на програмата за одржување на државни патишта е околу 30 милиони денари. Тоа се средства од буџетот на јавното предпријатие државни патишта, а работата изведува јавното предпријатие Македонија пат. Овој патен правец е исклучително важен за двете општини. Овој патен правец помеѓу општина Штип, општина Карбинци е навистина од огромно значење за пред се за двете општини, но и за сите оние кои што гравитираат и транзитираат на овој потек. Оваа рехабилитација навистина ќе донесе подобри услови за сите нас овдека, а се надевам дека она што и го разговаравме пред малку со директорот и со градоначалникот Јорданов е дека во едно време ќе работиме на проширување на самата траса, на самата делница, онаму каде што е најкритично, но нормално поради комплексноста на самиот терен, конфигурацијата, потребно е проектирање кое што прецизно точно ќе ги предвиди оние места каде што би било самото проширување. Иако овој пат поврзува две општини, тој засега е небезбеден. Дали ќе има проширување? Кој ќе заврши рехабилитацијата, ќе ги направи банкините, што ќе овозможи по-безбеден сообраќај, со оглед на тоа што не е со доволна ширина овој регионален пат. Меѓутоа со неговата рехабилитација, со правењето на банкините, ќе овозможиме по-безбеден и по-соодветен и подобар сообраќај на луѓето кои што се движат по овој пат. Ние веќе како локална самоуправа работиме во рамки на населеното место Караорман на поставување на тротоарски површини и делумно проширување на трасата со цел поголема безбедност на сите учесници во сообраќајот, не само управувачи на автомобили и на возила, туку и на пешаците кои што во оваа населено место досега беа небезбедни. Освен овој, Иван Јорданов најави и други слични проекти. За следната година се планираат и други активности, затоа што освен инвестицијата на оваа делница и на ова поврзување, имаме и други патни правци кои што се од значење за комуникацијата и одржувањето на врската помеѓу општините и граѓаните.